Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Триполи денеска е во центарот на светското внимание. На почетокот ќе ви кажеме што се случува во Либија, за реакцијата на Гадафи на светот, а во САД денес е празник. За се во ова и многу повеќе, останете со нас. Сведоци во либискиот главен град Триполи велат дека владени згради биле запалени додека опозициони активисти се бореле со безбедносните сили и владени поддржувачи во нагла ескалација на востанието против либискиот лидер Муамер Гадафи. Синот на Гадафи, Саиф ал-Ислам, излегол на државната телевизија во неделата да прогласи дека неговиот татко останува на власт и дека има поддршката на армијата. Американската амбасадорка во Обединетите нации Сузан Райс го осуди либиското задушување во неделата во интервју за американската телевизија NBC. Портпаролот на State Department Филип Краули кажа дека Вашингтон искажал несогласување со смртоносното користење на сила врз протестите пред либискиот министер за надворешни работи и други либиски официјални лица. Министрите за надворешни работи на Европската унија на средба во Брисел исто така ја осудија репресијата, а генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун кажа дека има намера да разговара со либиското раководство за, како што вели, многу вознемирувачките извештаи од Либија. Американците денес го слават денот на председателите во чест на двајца најпочитувани национални лидери. Федералниот празник е востановен во 1968 и се празнува на третиот понеделник во февруари во чест на раѓањето на првиот американски председател Џорџ Вашингтон. 16-тиот председател Абрахам Линколн исто така бил роден во февруари и американците празникот генерално го сметаат за почест на двајцата. Познатиот македонски пианист Симон Трпчевски од почетокот на февруари беше во САД. Од Сиетл дојде во Вашингтон, каде настапи во Кенеди центарот, а од тука замина за Ванкувер, Канада. Крајот на турнејата е повторно во САД, каде следниот месец настапува во Лос Анџелес. Со маестро Трпчевски во Вашингтон разговараше Јане Бојаджиевски. Пред Вашингтонската публика во центарот Кенеди се представи со сонатата Цемо од Јозеф Хајден, Шопен, но и со дел од македонскиот композитор Панде Шахов. Веројатно на сцените ширум светот ве најавуваат како пианистот од Македонија. Какво е чувството да се биде амбасадор на културата на сопствената татковина? Најважно е човек професионално да се извршува својата работа. Јас тоа го правам навистина на високо можно ниво, заради тоа што во мојата професија нема импровизација и го правам со огромна љубов. И мислам дека, да речеме, еден комплимент што сега го добив во Сиетл пред неколку дена, дека јас водам љубов со пијаното, кажува се. И мислам дека ние уметниците сме дефинитивно најголемите амбасадори на своите држави. 3 вечери поред во Дејвис Симфони салата во Сан Франциско, Трпчевски ќе биде солист во изведбата на концертот за пијано и оркестар од Грик со Симфонискиот оркестар на Сан Франциско, под диригентската палка на Васили Петренко. Познавачите велат една славен за секогаш славен. Каде е максимумот, Симон? Кога бев многу помал, дадов една интервју за вечер, каде што насловот беше "Врвот ми е цел". Се разбира дека врвот е многу релативна работа. Многу комплицирано е прашањето во принцип. Иако од друга страна може и да е едноставно. Но до одреден момент велат во кариерата ти работиш за името, а после името работи за тебе. Не, ти треба да работиш за себе и за, што велат американците, for the music's sake, и за музиката воопшто, за значењето на музиката, токму заради тоа што нема импровизација. Јас не сметам дека ќе дозволам славата да работи за мене, не, заради тоа што е многу потешко да се одржи едно ниво кое што си го достигнал. Веќе на 16 април концертната серија продолжува со 3 настапи во престижната Волт Дизни сала во градот на Ангелите. За диригентскиот пулт на Филхармонискиот оркестар на Лос Анџелес ќе застане Јав ван Сведен, а на програмата е првиот концерт за пијано и оркестар на Рахманинов. Чудото од Македонија, виртуозот по пијано, како што го нарекуваат овдешните критичари, е 35-ти пат во САД.
И не запира тука. Најави дека октомври на репертоарот во центарот Џон Кенеди ќе има самостојен рецитал со Вашингтонската симфонија. Која е тајната на долговечноста? Рецепти има многу, но најново истражување потенцира врската меѓу брзото пешачење и се поголем број свекички на роденденската торта. Не толку многу луѓе доживеале да имаат 100 години и да возат автомобил. Може би некако на сокол, но видот на Мазерин Вингейт е доволно добар за да биде задоволен. Се уште оди на работа, 6 дена во неделата, во пошта во сојузната држава Мериленд. Вели, нема поглавни здравствени проблеми. Советот за долговечноста му е едноставен. Движете се често. Има се повеќе долговечни, наведува доктор Нил Бакхолц од Националниот институт за старење. Не само во Соединетите Американски држави, туку и во светот, бројот расте. Најбрзо растечка старосна група во Соединетите Американски држави е онаа над 85 години. Ново истражување покажува врска меѓу тоа колку брзо пешачите и животниот век. Are you ready? Begin. Истражувачите ја разгледувале брзината при пешачењето и други здравствени фактори кај речиси 35.000 возрастни лица, кои ги следеле во рок од 20 години. Со истражувањето раководела доктор Стефани Студенски од Универзитетот во Питсбург. Брзината на пешачењето е одраз на тоа колку добро функционираат многу системи во вашето тело. Истражувачите врз основа на ова изготвили графикони што може да помогнат во подобрување на општата здравствена состојба. Студентски сепак наведува дека графиконите не секогаш се индикатор на долговечноста. Има и луѓе во добро здравје кои едноставно сакаат бавно да пешачат. Викендов во американските киносали почна да се прикажува филм документарец во продукција на National Geographic Society, што веќе предизвикува многу возбуда. Гледајте утре за тоа. Утре во Newsflash. Последните лавови, филм за интелигенцијата, емоциите, убавината на големите мачки кои се борат за опстанок. Гледајте во утрешен Newsflash. Ова беше Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. За најнови содржини појдете и на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.